Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши. Простини ги долговите наши. Како што и ние им ги простуваме. Како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, и изведи не од искушение. Помогни ни да поминеме низ искушение. Никого не го искушува Бог, туку го искушува неговата поход која го влече и мами. И не воведи во искушение, но избави не. Избави не од лукавиот. Зато е даден Исус, да ни даде сила да ги надминеме искушенијата. Зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Апостол Павле, послание до римјаните. Знаете, ако буквално го сваќате Светото писмо, ќе мислите дека тоа се однесува на римјаните. Но бидејќи во Македонија доскоро се прогласуваше се за римско, римски театар, римски мост, римска ваква, римски градби. Испаѓа дека тоа за нас е македонците, иако на почетокот апостол Павле не ги сонуваше римјаните, ги сонуваше македонците. Ве сонуваше вас, македонци мои, кои денеска ве негираат, исто како што со евреите има проблем. На негирање и ништење се разбира, светлото се става на свекник за да им свети на сите вкуки. Вие треба да бидете светлото, светлината на светот. Да го ставите свекникот на свекник и да го прославите Бога со вашите добри дела на љубовта. Со вашите добри дела на љубовта. Слава ти, Господе Исусе Христе, што и во овој ден си во моето срце. Ти зборува низ мене, татко мој, нека секој збор го допре, биде живо слово, со двоостар меч, кој продира и ги крши сите пранги на сатаната кој ги фрлил врз секого од нас. Ти благодарам што и овој ден ме огрева Твојата светлина, што ме држи здрав и исправен, што ми даваш љубов и сила да се движам во оваа долина на сенка смртна, да врвам само по светлина. Кој врви по ноќе, да врвиш ноќе значи да врвиш без Исус. Значи наскоро ќе настане мрак кога не ќе може никој да работи, вели Исус.
не ќе може никој да работи. Ние зборуваме за христијанство кое е припадност на Исус. Припадност. Кому му припаѓаш? Два типа на припадност има на земјата. Едниот е световен, во овој свет си живееш како да нема друг свет. А другиот е кога ќе го избереш Исус, тоа е телесна припадност, земна припадност. И телесниот човек не го разбира духовното. А другиот тип на припадност е припадност на Исус и му предал се. И тогаш треба да постапуваш како Исус за благодатта, да не остане празна. Да не ја примиш благодата на празно. Има некои деноминации учат дека благодата се спасени. Спасени сте, ама ако е благодата празна. Ако е благодата празна. Исус не ви рече да седете и да одмарате. Рече да бидеме ловци на луѓе, се случува борба за души. Луѓето гинат секојдневно без Исус. Немаат верба, телесни се, мислат дека овде завршува се. Овој свет е паднат, сатаната е на него, вие сте дел од тој свет. Телото, собственикот на куќата на едно место се вели Велзевул и неговите домашни. Апостол Павле. Куќата во која вие сега се наоѓате, ние не сме тело и душа. Ние не сме тело, туку сме душа во која е вдахнат дух од Отецот. И одиме на римјаните, на македонците, на оние кои се тие римјаните. Па сите вие сте римјаните. Сите вие сте римјаните. Римјаните 14 глава, слабиот по вера, покажува како треба да постапува Христов слуга. Слабиот по вера, прифатете го. Слабиот по вера, прифатете го. Но без расправи за мислењата. Без расправи за мислењата. Јас мислам вака, овој стих мисли така, другиот мисли така, и вие се расправате наместо да действувате во љубовта. Христијанство подразбира чекорење по Исус, правење дела како Исус, живење како Исус, постапување како Исус, а не цитирање на словата што направил Исус. Не е тоа драмско раскажување, не е тоа новинарски извештај за Исус, не е тоа дистанцирано филозофско размислување. Значи, слабиот по вера прифатете го, но без расправи во мислењата. Луѓето се расправаат. Што значи тој стих? Па прашајте го Исус. Се држат за проповеднички авторитети кои можеби до некаде разбрале нешто и потоа го пренесуваат на цели генерации христијани учат од некои авторитети. Знаете, ако не ве учи духот, вие сте слепи од раѓање и треба да прогледате секој што ќе го види Синот и поверува во него, да го видиш треба, да го видиш Исус и него да го прашуваш за состојбите. Значи, еден верува дека може да јаде се. Пазете како го разбираат Светото Писмо. Еден верува дека може да јаде се, а слабиот во верата јаде само зеленчук, мисли дека со постоење во јадењето ќе се спаси. Иако тука е на неколку места, на повеќе места е кажано, кога имаш проблем, треба да се прогласи пост и молитва, да се откажеш од телесниот свет, да повикаш кон Бог, дека не си зависен од телесниот свет, зависен си само од Исус. Кој јаде, нека не го укорува оној што не јаде. Знаете, тоа се христијанските заедници поделени. Кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде. Тие имаат едни великденски пости, други вакви пости, трети постат еднаш неделно. Бидејќи Бог го прифатил. Ако тој го прави, тој верува дека Бог остави го. Остави го, значи слабиот во вера прифати го. Докаде може да разбере, би ви раскажал уште многу, вели апостол Павле, но не можете да понесете. Не можете да понесете. Телесниот човек не го разбира духовното. Светото Писмо е духовно. Живење по Исус е духовен чин. Тоа значи телесниот човек да умре, да се развива духовниот. Кој си ти? Пазете го суштинскиот проблем, што му судиш на туѓ слуга. Пред својот Господар тој стои или паѓа, а ќе стои исправено, зашто Бог има моќ да го исправи. Пред својот Господар тој стои. Кој е негов Господар, не знаеме. Може да е Господар сатаната. Кој си ти да осудуваш тук слуга? Знаете, Архангел Михаел, го знам тој пример, го кажувам често, не го осуди сатаната за телото на Мојсей. Знаете, туку му рече Господ да те укори. Господ да те укори. Кој си ти што му судиш на тук слуга? Добро е пишано, не судете, за да не бидете судени. Дали го разбирате тој стих кој е суштински? Не судете,
за да не бидете судени. Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Тоа што им го правите на другите, тоа ви се случува. Кога ги осудувате другите, велми се осудувате себе. Бидејќи сте вие дел од целината, ние сме сите од еден заеднички свет, излезени сме од еден ист татко, сите. Синови човечки сме паднати на земјата. Зошто се нарекува така? Пониска категорија, помешана телесност и духовност. Значи, духовното, духот е животот од Бог, душата е исто така безтелесна, а живее во тело. И вие треба да излезете од таа телесност. Кој се е во телото ќе пожнее смрт. Да го развивате духовниот човек, немате самите сила. Кој ќе му предадете се на Исус и ќе постапувате во љубовта, се усовршувате во љубовта. И тогаш станувате Христов следбеник, сотрудник, сонаследник, првин раб Божји, а потоа син Божји. Така некој разликува. Некој разликува еден ден од друг, некој пак друг пак сите денови ги смета еднакви. Ние гледаме дури Божик и Великден се слави на две, на католички, православен, грегоријански, јулијански. Имаме денови на светци, слави, празници. Некој сите денови ги смета еднакви, некој ги разликува деновите. Секој нека биде наполно уверен во своето мислење. Секој ќе одговара за себе. Оној што ги разликува деновите, ги разликува за Господ. Кој не ги разликува деновите, за Господ не ги разликува. За Бог Отецот. Кој јаде, за Господ јаде. Зашто му благодари на Бога. Кој не јаде, за Господ не јаде. И го фали Бога. Слава ти, Господе Исусе Христе. За римјаните, односно за вас, македонците, бидејќи апостол Павле првин дојде овде. Ние зборувате за телесна и географска припадност, јас зборувам за духовна категорија, зашто никој од вас, никој од нас, дали го разбирате ова, не живее за себе. Никој не умира за себе. Ние сме делови на живиот Бог, на Отецот на небесата. Духот е вдахнат во нас. Никој од нас не живее. Ние не можеме да си припаѓаме сами на себе. Ние сме создадени. Тој не создал. Негови творби сме. Без разлика што некој нема вера и живее телесно. Тој нема да дозволи ниту една овчичка да биде изгубена. Зашто никој од нас не живее за себе. Никој не умира за себе. Туку било да живееме или да умираме. За Господ живееме, за Господ умираме. Ние му припаѓаме на Господ. Се му припаѓа на Господ. Се ова зад нас е создадено и паднато од Него. Горе постои Божји свет. Треба да се усовршиме во љубов и да се вратиме во Божјото царство на небесата. Живееме ли, умираме ли, му припаѓаме на Господ. Те сакам, Господе Исусе Христе. Љубов, мир, усовршување во љубовта. Според тоа живееме ли, умираме ли, Господови сме. Слава ти, Господе Исусе Христе. Бидејќи Христос затоа умре и воскресна и оживеа за да господари. Господар, припадност му припаѓаш нему, му предаваш се за да господари над мртвите и над живите. Затоа умре и воскресна, оживеа, за да господари над мртвите и над живите. Нему му е дадена власта. Кои се тие мртви, кои се живи? Остави ги мртвите да ги проповедаат, да ги закупуваат своите мртовци. Кои се мртви, а кои се живи, тоа е категорија. Телото без дух е мртво. Телото без дух е мртво. Ако духот ваш е мртов, вие сте мртви. Првата смрт, втората смрт. Првата смрт е телесна, втората во огнено езеро. Зашто е напишано, јас сум жив, а ти, зошто го осудуваш братот твој, христијанину? Или ти што го укоруваш братот свој, христијанину, зашто сите ќе застанеме пред судот Христов? Секој ќе одговара за се. Знам, луѓе доаѓаат, осудуваат, им велам, јас му припаѓам на Исус. На Исус, на која црква му припаѓаш? На која црква? Па црквата е една, колку цркви има? Колку цркви има овде? Исус е главата, ние сме органите. Една е црквата, на таа црква припаѓам. Тие креваат рамени си се чудат, мора да одиш во некоја црква. Тие мислат во земна црква. Јас ви зборувам за небесната црква, припадноста на Исус. Ако сум јас во таа црква Исусова,
и верувам во себе. Значи, кој си ти што осудуваш друг, братот свој? Може би некој од нас е во другата црква, во земна црква, поделена црква. Исус не е поделен. Тој вели дека сме сите едно тело. Телото без дух е мртво. И ова без дух е мртво и не можеш да го разбереш. И така, зашто е напишано, сите ќе застанеме пред судот Христов. Бог знае зашто е напишано, јас сум жив, вели Господ, зашто пред мене ќе се свитка секое колено и секој јазик ќе го славослови Бога. И така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Бидете сигурни во тоа. Затоа пак да не се судиме еден со друг. Туку подобро да расудуваме за тоа вака. Да не му поставувам на својот брат спрепка или соблазна. Да го соблазнувам. Кога одам некому да му одговорам нешто што мислам дека не е добро, долго размислувам Исус да ти помогне, Исус да те спречи, Исус да ти отвори. Таа ми вели, еве еден проповедник ми пуштира некој, викам, вие баптисти сте, Исусови благослови, што да им кажам? Знаеш, размислувам да им речам дека нема таква црква. Адвентисти сте, што сте, протестанти, православни и католици. Нема такви цркви. Телото е едно. Исус, Исусова црква, Исус е главата, ние сме органите. Ако вие го почитувате Светото Писмо, кој ќе останете во неговото слово, ако сте останати во тоа слово, вие ќе знаете дека нема такви цркви. Нема земни поделени цркви. Ако јас одам во небесната црква на Исус и ги љубам сите, и им простувам на сите, и постапувам во делата на љубовта, и не го осудувам сотрудникот, не му поставувам спретка или соблазна, и знам и уверен сум преку Господ Исус Христос дека нема ништо нечисто само по себе. Освен кога некој мисли дека е нешто нечисто. Знаете, ако тој постапува на одреден начин, затоа што тоа е неговото духовно ниво, до тој степен дошол, но бидете сигурни, последните чекори за во Божјото царство на небесата не можете сами да ги водите. Мора Исус да влезе во вашето срце. Бидејќи вие немате доволно сила дека мисли дека е некој нешто нечисто, за него тоа е нечисто. Ако пак братот твој се скрби поради тоа што го јадеш ти нешто, зошто јадам тоа, постам, ти веќе не постапуваш според љубовта, бидејќи го соблазнуваш, не погубувај го со своето јадење и пиење братот свој. За кого Христос умре, за секого од нас, а ние се осудуваме едни со други. Исус никого не осуди. Исус никого не осуди. А ти велиш дека си во Исус. Значи некој од вас лаже. Исус никого не осуди. Рече, прости им, татко. Исус ни прости на сите, а ти не простуваш. Колку си ти во Исус? Нека не се холи на она што е добро според вас. Царството Божјо не е во јадење или пиење, дали јадам, постам, скокам, рипам. Не е во обредни форми, дали пијам леб и вино јадам, се причестувам, а не го љубам братот свој. Царството Божјо е во праведност. Божјата правда, секој го бара својата правда. Божјата правда, во мирот свој ви го давам, и радост во Светиот Дух. Те сакам, Господе Исусе Христе, зашто оној кој му служи на Христос со овие работи, со Божјата правда, со мир и радост во Светиот Дух, тој му се допаѓа на Бога и мил им е на луѓето. Тој му се допаѓа на Бога и мил им е на луѓето, на сите луѓе. Знаете, кога ќе одите, ќе ве среќаваат на улица, ќе ве гушкаат. Непознати луѓе, ме сретна еден човек во месарница, може ли да ве гушнам? Имаше многу народ и јас му викам, да, ваков човек нема, ваков, тој почна да ме фали, јас му реков, Исус, Господ, така е Господ. Ми стана незгодно. Знаете, кога мил име му се допаѓа на Бога и мил име на луѓето, кога ќе сретнете некој на бензинска и вика, браво, ве гушкаат. Јас знам дека тоа не сум јас, дека тоа е Исус. Исус, Словото на Бог кој действува и кој отвара да се шири. Благодатта да не остане празна. Повеќе се потрудив, вели апостол Павле, од сите другите благодатта што ми е дадена од Бог да не остане празна. Само не јас, благодатта што е во мене, Господ дал благодат. И така да го бараме она што служи за мир
и взаемно надградување, поради јадење не уривај го делото Божјо. На вистина се е чисто, а тешко за оној човек кој јаде со соблазна. Подобро е да не јадеш месо, да не пиеш вино и да не правиш ништо со кое братот тој би можел да се сопне или да се соблазнува. Често одам на турнеи и повеќе зборував за Македонија, сега и за Исус. Таму ќе ми изнесат нешто и едно време не јадев месо, знаете, тогаш јадев, не можам да ги соблазнувам луѓето. Тие немаат горе во планината. Имаш ли вера? Знаете, мили ме на луѓето. Имаш ли вера? Каква вера? Имај си ја за себе пред Бога. Бог знае. Блазе на оној кој не се осудува самиот себе за она што го одобрува. Знаете како се застанува пред Бог? Како се застанува пред Семокниот Отец? Како се застанува пред Исус? Па тоа чувство треба да го имаш постојано, дека тој е тука, тој е во твоето срце, тој стои и те гледа, тој го дал својот живот, својата крв ја пролеал, а ти седиш и грешиш и осудуваш и се соблазнуваш. Застани пред Исус. Научи да молчиш пред Бог, пред Отецот. Тој да зборува. Тој да зборува низ тебе. Научи да молчиш пред Исуса. Кога ќе дојде некој проблем, направи 3 чекори назад. Исусе, татко мој, не можам да го решам ова, потребна ми е твојата помош, повикај од срце. И ќе видиш дека тој ќе те слушне. Бог ги слуша чистите по срце. Бог ги слуша оние што на срце поповикуваат кон Него. Бог ги слуша оние што се стремат кон љубовта, кои се надеваат на Него. Те сакам, Господе Исусе Христе. А ако некој се сомнева кога јаде, осуден е. Човек што се сомнува прилега на бран, кој удира во брегот и не добива ништо. А зошто не јаде со вера? Осуден е зашто не јаде со вера. Јадеш, не јадеш. Се што правам за Исус. Исус е ти напред, јас по тебе. Исус секогаш го гледам пред мене. Како постапуваше Исус, така постапувам. Се што не е според верата, греф е. Па за да работиш нешто во светот, ти треба вера. Ти треба вера. Како се застанува пред Бог, на оној кој може да ве зацврсти според моето Евангелие. Кој е Евангелие? Отецот зборува. Зашто тој е пратен. Отецот зборува преку Павле. И проповедувањето за Исус Христос според откривањето на тајната која била замолкната од вечни векови, луѓето да не знаат, да не дознаат дека има Исус, дека има Бог. А која сега се јави според пророчките писма, значи ова се исто така пророчки писма, а по заповедта на вечниот Семокниот Татко на небесата и Бог им стана позната на сите народи, за да ги доведе во послушност. Послушност кон верата. Непослушност кон Бог, спротиставување сатаната, јас знам, ти не знаеш, паѓаш. Адам, непослушност кон Бог, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Непослушност му вели, не јади само од тоа дрво, тој јаде надвор. Адам стана како еден од нас. Непослушност кон Бог. Покорете се на Бога и спротиставете се на сатаната и тој ќе побегне од вас. Што значи да си му покорен на Бог? Што значи да си му послушен на Бог? Па за секоја работа која правиш, да бараш водство, секако овде имаш упатства на љубовта кој ги дал Исус, еве како што рече, со послабиот во верата да не се расправаш. И да ги доведе во послушност кон верата, на единствениот мудар Бог преку Исус Христос, нека е слава во сите векови. Амин. Значи, рековме, слабиот во вера прифатете го, но без расправи и замислењата. Уште еднашка, да го бараме она што служи за мир. Миротворци, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Зашто оној кој му служи на Христос со овие работи, тој му се допаѓа на Бога и мил име на луѓето. И 15 глава, ние силните, што значи тоа силните?
тие што се во Исус имаат сила да одолеат на се. Должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокините. Слава ти, Господи Исусе Христе, а не да си угодуваме на себе си. Секој од нас е должен на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. Кој ближен? Сите околу тебе. Зашто и Христос не си угоди сам на себе си, туку како што е напишано, подбивите на оние што ти се подбиваа, паѓаат врз мене. Како се застанува пред Бог? Се собираме со една мала група кој ги донесе Исус, Исусова војска. Знаете, на почетокот им велам, застанете пред Бог. Застани пред семокниот Бог, татко мој, еве сум пред тебе. Зборувај низ мене, ти води ме, нека твоите живи слова со двоостар меч ги раскинуваат сите пранги што сатаната ги фрбил. Пред секој оној кој ќе рече амин во овие слова. Научи да молчиш пред семокниот Бог. Значи, кога се молиш, влези во својата скришна соба, тоа е раскажано на еден друг начин, и затвори вратата. Кога ќе ја затвориш вратата, помоли му се во тајност и тој ќе те награди јавно. Застани и научи да молчиш. Простум пред Бог. Представи се пред Бог. Еве сум, Господе Исусе Христе, прости ми за секој непокајан грев. И научи да молчиш, да ми ги отвориш, Исусе, очите, ушите и со срцето да се покајам, да разберам, да се покајам, да ме исцелиш. Бог да зборува низ тебе, научи да молчиш, не да се расправаш со цитати, не да осудуваш, зилјадници зборови да употребиш за кратко време. Зборовите се од Бог, размисли на кој начин ги употребуваш. За секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. По зборовите ќе бидеш оправдан, по зборовите ќе бидеш суден. Научи тој да зборува, он да зборува, Исус и Отецот да зборуваат во твоето срце. Во твоето срце, кое е нивно срце, зашто Он те создал, Он е твој Господар, ти нему му припаѓаш, не си припаѓаш на себе. Не живеам јас, туку Христос живее во мене. Христос да живее во тебе, тоа е крајната точка, крајната дестинација во која ти треба полека, но сигурно да се вратиш во Божиото царство на небесата, да го избереш Исус, припадност кон Него, да се помириш со Отецот Небесен, која пролеа својата крв за секого од нас и за тебе, брат и пријателе. Другиот пат е широкиот пат, врзан си за овој свет, и кој се е во телото ќе пожнае смрт. Телото е во земја ќе се врати. Еден ден ќе застанеш пред Бог со душата, со делата на љубовта и ќе поминеш по првата смрт, телесна смрт. Душата оди во втора смрт, поминува низ оганот на љубовта. Може би ќе бидеш оштетен, ќе имаш дела на љубовта и ќе се спасиш, или ќе бидеш само оштетен и потоа Бог знае. Мир вам до Божиот царство небесно. Татко мој, во името на Исус, те молам за сила небесна во сите овие што ги слушаат овие слова, да им ги отвориш срцата и душите да се покајат. Те молам за македонските политичари да не ја продаваат својата земја, да не го продаваат својот народ, да го соблазнуваат. Оставам се во Твоите раце, се мое Твое. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божио царство небесно. Амин. Распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, татко,
ne znat što pravat. Oče, prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat. Oče, prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo 6. čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat. Oče, prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat.